1 на 1, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. Во Скопје, како што знаете, градскиот превоз е подобар од други градови, ама па целиот сообраќај некако е гаден. Посебно во на 3-4 саат попладне. Значи, скопјани порадо би се сликале голи, би му дале на Сергеј Варошлија да ги коментира, отколку да го трпат ужасот на скопски сообраќај. Full disclosure, ова е вистинска слика. Да, и секој нормален кој излегол малку подалеку и видел работи се прашува побогу зошто едноставно немаме трамвај во Скопје. Само извини. Подалеку мислиш на Лондон кога беше ти нешто тој или? Подалеку и во Белград да отидеш има, што па ти се. Ја за Лондон чисто ради тебе, не. А сакаше да ме рекламираш? Да. Ти благодарам, Мишевски. Секогаш си бил прекрасен. Колегата на Мешевски Коце во негово време најавуваше проект за трамвај вреден 243 милиони евра. А за време на мандатот на скопскиот градоначелник Трифун Костовски изградбата на трамвајска линија беше веќе готова работа. Повеќе од очигледно е дека не знаеме што е готова работа. Ова очигледно не е готова работа. Врската помеѓу Ноне и Рајан е готова работа. Ја да ви кажам. Толку Рајан е. Заврши, Ноне. Сврти ги моите 6 броја, но не. Трамвајот во Скопје е се само не готова работа. Ова стана појасно во септември 2016, кога Груевски кажа дека наместо трамвај, Скопје ќе набави зглобни дводелни автобуси со дизајн на трамвај. Значи, тоа ти е како кога детето плаче пошто во школа го зезаат дека нема скапи патики, тоа пека за Адидас од 100 евра, ти му купуваш Адибас од 400 денари и му викаш, види татичко, со дизајн на Адидас. Супер! Или тоа ти е исто како она кога пола МВР е вработено со лажни дипломи од средно и факултет, па луѓето таму се само со дизајн на универзитетски професори. Да, он доаѓа и му вика, дипломава е само со дизајн на вистинска, ама нема веза. Пријавиме. Извини, јас имам диплома. Нема нешто индиректно за мене да збориш. Ти имаш диплома од Бојо со дизајн на УКИМ. Така. Да. Ах, Бојо. Но скопските грижи за превозот се мали во споредба со маките кои ги имаат некои од битолските родители, кои откако им се укина бесплатниот школски превоз, треба да плаќаат 400 денари дневна карта или 20.000 денари месечно за 2 деца. Ова се многу пари. Значи, ја кога бев во основно и имав 50 денари и можев да си купам лепи компири со сокче, со сеќав ко Рокфелер, а не па да имам 400 денари за автобус, знаеш. И плюс, превозниците одбиваат да возат, иако договорите траат до 2020, бидејќи како што велат со постоечкиот договор, немаат пари ни за плата на шоферите, а веќе им се должат 770.000 евра. Значи сега нема кој да ги вози децата во Битола, а зошто да не ги вози Бонева? И така Дик зеде 12.000 евра токму за тоа, за патни трошоци. Очигледно е мајстор на друмовите. Или знаеш што, нека вози заедно со колегите со браниски пратеници, од кои само тројца заедно имаат земено 33.000 евра за 6 месеци. Значи пари има, само зависи за што, така? Тоа е работата. Но проблемот битолски остана, решението делумно се најде во тоа што Битола доби скопски автобуси. Ја ми се аеродром ке кажеш дека тоа. Скопски автобуси и тоа не од тие 22А адвокатните, туку автобуси од ЈСП стари повеќе од 50 години и тоа, пази, им ги позајми на 6 месеци. Битола, ви ги даваме чувани да знаете. Значи, одржани се, баба ги возела, со сите стандарди се. Ама уствари испаѓа дека не само што не се со сите стандарди, туку се без никакви стандарди. Тие се со Евро 0 стандард. Ова е вистина. Евро 0. Замисли каков е тој стандард Евро 0. Критериумите на Битола се толку ниски, што ако Битола вработува сметководител, разговорот сигурно би одел вака. Ги знаеш сите бројки? Па не знам само 6 како се пишува. Примен се. Почнуваш од понеделник.